далечната 1946 започнале првите подготовки за првата работна акција во тогашна Југославија, Брчко Бановиќи. Скоро 8 децении откако се случила таа прва голема работна акција, десетици илјади акцијаши биле вклучени, еден концепт, еден социјален феномен кој е карактеристичен за тој период од животот наш, меѓутоа и концепт кој многу добро би се вклопил сега, како поттикнување на потребата за волонтерство на младите. Токму тоа е и целта на Сдруженијето Пат на младоста. Моите две соговорнички дами се од ова здружение. Ајде да започнеме со Тодорка Атанасовска, ветеран, учесник во работните акции, но и активен член на Сдруженијето Пат на младоста. Значи, рековме, работните акции беа заштитен знак на долг период од животот во Југославија и промовираа вредности карактеристични за тој период. Имаше една интересна поговорка: ние ја градиме пругата, пругата не гради нас. Еве како пругата и работните акции ги градеа младите генерации во тој период. Најпрво добро утро за гледачите на Македонската радиотелевизија. Да почнеме вака, значи денес е 1 април, ден на шегата, ден на радоста, ден на добрината, а воедно и ден на доброволните работни акции. Вака можам да кажам како личен учесник или обележи, како што рековте и вие, на едно добро време, бар за нашата генерација која одбележи и мојата младост, тоа се доброволните работни акции. Самите споменавте дека зачетоците се од 46-та година, со тоа што одреден број на акцијаши го продолжија со ова и денес, како што е нашето Сдружение Пат на младоста од 2018 година па наому, како активна членка на Патот на младоста. Можам само да кажам дека во тоа време акциите беа на едно повисоко ниво, затоа што не можеше секој да биде учесник во таквиот тип на акции, бидејќи во тоа време само одличните ученици по избор, значи тоа беше чекање на ред, дали оваа година ќе бидам дел од тие работни акции или нема да бидам, тоа зависеше од многу фактори. За разлика од денес, каде што преку Патот на младоста ние настојуваме да и вклучиме и голем број на млади учесници во денешните работни акции кои што се одржуваат не само на локално ниво, него и на меѓународно ниво. Дали успевате во тоа? Еве ќе ни каже и Бојана Николова, подмладок на ова здружение. Бојана, ти си од една нова генерација која волонтерството поинаку го сваќа, за разлика нели од тогашните работни акции. Како младата генерација ги доживува и дали со радост се вклучува во оној концепт да му се помогне некому, дали познат или непознат, седно, и да се доброволно вклучите во разни активности? Пред се сакам да ви кажам добро утро на вас и на вашите гледачи. Еве, јас сум волонтер веќе околу 2 години во ова здружение Акцијаши Пат на младоста. Моето волонтирање започна со одближување 60 години од земјотресот во Скопје. Таму бевме околу 7 дена со различни деца од различни градови на Македонија и исто така и повеќе држави од Балканот. Потоа имам учествувано на помали акции, дали тоа во мојот град ќе биде или во други градови, како што се пошумување, еве, например, на Велешкото езеро, еколошки акции и слично. Исто така, како млад волонтер, правиме обуки на деца од основно училиште и средно училиште, каде што го презентиравме волонтерството и акцијаштвото и со тоа да го збогатиме кругот на волонтирањето и младите во нашето здружение. Како млада имам впечаток дека има заинтересираност, но не е толку многу, бидејќи треба да направиме некои поголеми услови за да се вклучат младите. Вака работат и се вклучуваат со љубов дека тоа треба дека ќе помогнат на некој, а исто така и за тоа јас учествувам овде како еден вид на хуманост и љубов кон тоа да помогнам. Дефинитивно треба измени во законот за волонтерство, каде што ќе се вреднува и цени оваа хумана активност. Оваа година славите јубилеј од работната акција на патот Плачковица, која беше со која се изгради патот од Штип до Плачковица. Како ќе се одбележи овој ден? Овој ден рачунаме во програмата да во јуни месец одржиме една средба на местото каде што почнавме, каде што можам да се пофалам дека бев и јас еден од учесниците на Плачковица,
Јубилеот 50 години ќе го славиме на тој начин што ќе се собереме повторно од сите бивши југословенски републики на местото од каде што почна самата акција Плачковица 74-75 година. Ви посакувам успех во работата и сосема на крај информација за една активност која Сдруженијето Пат на младоста ја подготвува и ја планира за овој викенд. Зашто станува збор? Под иницијатива на нас младите, исто така и постарите членови на ова здружение, ќе засадиме 5 дрва околу реката Брегалница, каде што тоа ќе биде во чест и знак на 5 загинати наши сограѓани и ќе не потсеќаат на нив. Исто така, сакам како иницијатива од нас младите, ќе поставиме некој штанд во одредена локација во нашиот град, каде што ќе делиме флаери од нашето здружение, со што ќе го промовираме, ќе делиме акцијашки пораки, исто така како да потикнеме една акција помеѓу луѓето, ќе делиме цветни семиња, каде што кој ќе го засади тоа цвеќе, ќе потикнеме акција за садење на цвеќиња во кај луѓето и така ќе го одбележиме денот на акцијашите. Ви благодарам што бевте дел од Македонија наутро студио. Тоа беше селово јавување од Штип. Само да напоменам дека дел од акцијашите од Штип моментално патуваат кон Ниш, каде што ќе има централна еден вид прослава на денот на акцијаштвото во сите поранешни југословенски републики.